Добар ден, криптоентузијасти, втор дел од денешната работа. Како што ветивме, за утре спремаме второ видео, а тоа е Каспа. Значи му дававме приоритет на овој проект, затоа што на вистина морам да признаам дека е еден од понадежните проекти кои што сум ги видел во поново време. Прво, нормално, Филип Чолаковски, значи ти благодарам, многу од материјалите кои што ги прати ги искористивме, нормално додадовме нешто од нас, така да во оваа ситуација, значи, пак ќе напоменам, ова е еден од поинтересните проекти кои што сум го видел во последно време. Интересна работа за самиот проект е тоа што не сакав да го превземам и да почнам да го работам, затоа што истиот беше на 120-то место по MarketCap пред само околу еден месец. За истиот моментално да дојде до практично 1 билион инвестиран MarketCap, што е реално доста импресивна добивка. Сега, разликата е во тоа што се случува и во мимкоин и ваква ситуација, но во овој момент, значи не станува збор за мимкоин, туку станува збор за реален проект кој што на вистина има потенцијал и тоа ќе ви го покажеме со денешното видео. Оние кои што се нови на нашиот канал, значи ова е посебна плейлиста на која што работиме како еден од најголемите проекти кои што досега сме го превземале, а тоа е значи анализа на коини токени. Ова е посебна плейлиста во која што работиме на топ 100 коини по MarketCap, каде што практично ги обработуваме во детали со цел да направиме датабаза за македонската јавност во светот, да има практично основна идеја за тоа како се прави истражување на одреден проект и нормално да има оприлика основни идеи за секој од овие поединечни проекти, со тоа што на нашиот канал на комјунити може да најдете, се случува нели често, да практично поставиме гласање за тоа кои следни коини би сакале да ги работиме, со тоа што најчесто ова гласање нормално е предвидено од нас. Ви ги даваме како предлог овие коини на кои што вие практично може да го дадете својот глас кој од нив да биде обработен следен. Со тоа што кажеме дека Каспа ќе биде земен прекурет, со оглед на фактот дека на вистина има интересен потенцијал. Нормално последно за кое што работеме беше Фантом, а исто така следни треба да бидат после Каспа, Арбитрум и Оптимизам. И потоа ќе почнеме да ги работиме овие 4 за кои што мислам дека се уште може да гласате. Истиот ваков пол го објавуваме и на Криптовалути Македонија. Со тоа што ако сакате да најдете целата плейлиста, наједноставно може да најдете на плейлист на нашиот канал, каде што значи ова е за крипто категории, тоа се целите категории на криптокоини, а ова е нормално техничарот, како што може да видите, а ова е плейлистата во која што практично се превземени сите досега проекти кои што сме го направиле. Значи 32, ова ќе биде 33-ти проект, со тоа што некогаш одека ставаме и нели надградби, како што беше Litecoin Halving, како што беше некои надградби на Cardano блокчейнот, така да до сега веќе имаме направено 32 различни проекти, со тоа што претходно имавме уште дополнителни 3, тоа беа нели Ripple, Polkadot и ADA, и нормално Ethereum е првиот со кој што почнавме, така да имаме околу 35 коини кои што веќе ги имаме обработено во детали. Значи, на вистина веќе 1/3 од коините ги имаме обработено детално со цел да имате представа нели за овие проекти што моментално е битно. Сега, интересна работа во оваа ситуација исто така мораме да напоменеме дека секогаш истражувањето го правиме со покривање на овие 6 основни прашања, со тоа што на некој начин ни даваат целосна слика за проектот, што истиот представува, кои се неговите основни карактеристики и се што треба да знаете за одреден практично проект. Ова го правиме секогаш на ист начин со цел да ви дадеме и вас една конструктивна да речам шема по која што можете да правите собствени истражувања за самиот за било кој проект во криптосектор. Сега, знаете и сами, никогаш не одговараме поред прашањето, значи невозможно е во однос на како не води самиот проект, но нели на крајот секогаш ги покриваме сите да видиме дека се сме одговорили. Значи апликација и практично примера на коинот, зашто истиот се користи, дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои може да го замена. Значи во оваа ситуација Каспа представува така речено напредна копија на биткоин, не е копија, него да речем надградена верзија на Proof of Work со DAG. Ќе го објасниме се во детали, но само како основа да ви објаснам зашто станува збор. Значи самиот Каспа е многу интересна надградена верзија на биткоин, со тоа што во оваа ситуација Каспа, затоа и сакав да го напоменам тоа, се обидува да го направи тоа што ствари е предвидено да биде биткоин со неговото креирање од Сатоши Накамото,
за истиот да биде така речено кеш во светот. Но со оглед на фактот дека биткоин се повеќе и повеќе станува практично нели зачувување на вредност, така да во оваа ситуација наместо да стане биткоин, Каспа се обидува да го превземе тоа на некој начин место, да биде оној POW блокчейн кој што ќе биде погоден за практично да биде кеш во светот, така речено. Сега, дали има апликација од реален свет кој што може да го заменат? Значи, со оглед на фактот дека не постои апликација која што може да го замени биткоин, така да не постои не апликација која што може да го замени Каспа. Сега, како истата е настаната? Значи, креаторите на ваквиот проект, тоа е Джонатан Сомполински, тоа е уствари главниот креатор на Каспа блокчейнот, уствари се обидувал да го реши Накамото консензус. Значи, Накамото консензусот представува решение по кое што, значи, ова е програмски така речено, но се обидувам, нели сега, нека ми извинат оние кои што малку повеќе го разбираат ова од мене, но ќе се обидам со прости зборови да го објаснам. Значи, самиот Накамото консензус е уствари решавање на алгоритамот кој што се базира на Byzantine Fault Tolerance, BFT, peer-to-peer network. Односно, во оваа ситуација со Накамото консензусот практично се решава проблематиката која што настапува со ова election of leaders, односно при секој блок практично треба да биде назначен лидер од сите оние proof of work майнери кои што моментално постојат со цел да биде запишан ваквиот блок. Со тоа што ако самиот лидер по себе е практично нели се однесува лошо против самиот блокчейн, односно се обидува да биде malicious, така? Значи во оваа ситуација со гласање останатите можат истиот да го отстрнат од мрежата. Со тоа што проблемот настанува каде што Накамото консензусот е се покомплициран како повеќе се зголемува мрежата. Односно ако се појави ваков лош актер, се повеќе и повеќе е сложено ваквото гласање да настапи со цел да биде изваден ваквиот лош актер од оваа мрежа. Сега, во детали како тоа го решава, значи овде ќе имаме линк кој што ќе биде поставен на самиот на самиот текст од ова видео, каде што детално се објаснува како е решена оваа практично трилема или самиот Накамото консензус. Нормално трилемата се однесува практично на да имате во исто време брзина, сигурност и децентрализација. Со тоа што децентрализацијата дополнително е надградена нели со scalability, да можете практично да го ширите блокчейнот на се повеќе и повеќе луѓе. Сега, значи, они го имаат тоа решено, со тоа што ваквото решавање не е така едноставно. Значи, Каспа води потекло од првиот така речено проект кој што го имаат направено, а тоа можеме да го видиме овдека во детали. Значи, првиот проект е Ghost. Значи, ова е практично проект на самиот креатор, а тоа е Джонатан Сомполински, кој што прво го креира Ghost во 2013 година, па потоа Spectre во 2016 година, па Phantom во 2018 година, па потоа конечно ги креира Ghost Dag и Dag Knight, за на крај во 2021 година, така речено заедно со овие, да биде креиран и Cas. Зошто е тоа битно? Затоа што практично како што можеме да видиме овдека ова не се некои цивили, така речено, нели, кои што немаат познавање од блокчейн или од програмирање. Значи самиот во оваа ситуација Сомполински е уствари PhD кандидат на доктор Зохар, кој да е тој, кој што практично го креира Ghost како PhD програма, која што нели му го дава докторатот, и во оваа ситуација значи станува збор за така натаму животно дело на Сомполински. Сега, во оваа ситуација значи во детали може да најдете точно како преку овие три различни софтвери, значи гледаме нели Накамото консензусот детално објаснет, потоа како истиот преку првиот во оваа ситуација рековме дека е Ghost, па потоа преку Spectre и нормално понатаму продолжува преку новите софтвери, а тоа е самиот Ghost Dag, кој што е дел или Phantom кој што е дел од самиот Каспа. Сега овдека нема да навлегувам. Но битниот момент е тоа дека ова не е еден производ, туку ова се буквално повеќе производи кои што вродиле во последните, така речено, 9 години, еден проект кој што го има целиот овој напредок на сите овие претходни проекти.
Сега, овдека, значи, пак ќе кажем, секоја чест на Чолаковски, значи ти благодарам многу за материјалот кој што си ме го испратил, на вистина е доста информативен и тоа е, нели, се гледа биран еден по еден. Значи, интересно е тоа што гледаме дека креаторите на Ethereum земале дел од Ghost и го имплементирале во самиот Ethereum, зашто може да слушнеме и од нели, Бутерин, а потоа ќе слушнеме и од Чарлс Хоскинс. Значи, тоа ви кажува дека уште од самата основа овој проект на вистина има компоненти кои што веќе ги има и самиот Ethereum. So consensus runs on these two big algorithms. One of them is this LMD Ghost fork choice rule, which is an adaptation of this Ghost algorithm that was invented by Jonathan Sampolinsky in 2013 to a proof of stake context. And the main goal of LMD Ghost is to be able to handle network latency, be able to handle fast messages, and be able to kind of help rapidly confirm blocks, even if many messages come in parallel. Значи, ваков тип на изјави, кои што практично ви кажуваат дека овие проекти уште многу одамна биле, така речено, напредни, значи во оваа ситуација вие гледате дека практично Ethereum тимот превземал и адаптирал делови од Ghost за истите да бидат имплементирани во самиот Ethereum и сега моментално ќе го видиме истото и од самиот Чарлс Хоскинс. So this was a line of researchers starting in Israel. Само момент. A line of researchers starting in Israel under two people, Avi Zohar and Yonatan Samolinsky. What year did that come out? And the first paper was called Ghost, and it came out in 2013. And actually, we included Ghost, a version of it, in the Ethereum protocol. So later on, what they did is they built up the theory, they built up the rigor, and they created a new version of the protocol called Spectre, which came out in 2016. Right. And they've been since iterating and refining and thinking carefully about the model. Putting all that work into, creating a DAG. I mean, is that something that you're really serious about implementing? I mean, Tens of thousands of transactions per second, Really? low latency, confirmation times. It's basically like an order of magnitude performance. If there is a big difference between the Spectre protocol and the existing DAG protocol that's being implemented in the three other projects we mentioned. Right? Yeah. Значи моментално самиот Чарлс Хоскинс доаѓа еден степен понапред, кој што кажува дека првиот Ghost протокол е искористен во Ethereum, Avi Zohar and а потоа, значи, дури и напредните верзии ги спомнува Spectre, каде што веќе имплементираат DAG верзија, за која што ќе разговараме моментално, каде што кажува дека на вистина, значи, ваквиот DAG кој што имплементира на Spectre и потоа нели на средните чекори на развој на Каспа, на вистина нудат и многу брзи трансакции и многу брз latency, намалување на каснењето на самото реализирање на трансакциите. Сега, во однос на самиот фаундер можеме да погледнеме нешто повеќе, нели, на самиот Каспа. Ова е практично самиот тим на Каспа, може да ги погледнете овдека. Со тоа што, нели, може едноставно да ги најдете на kaspa.org/contributors, кои што се уствари главните инженери на самиот Каспа. Тоа е пак на некој начин битно е да се знае дека има тим, да се знае дека на вистина постојат со име и презиме позади овој проект, затоа што најчесто кога тимот е анонимен, станува збор за скем. Тоа да ви биде јасно. Сега, треба да го објасниме самиот Каспа во однос со тоа како успеале POW, Proof of Work проект да го интегрираат со DAG, Directed Acyclic Graph технологија. Значи многу интересна комбинација, со тоа што ова го најдов од едно видео и многу интересно е направено за да можам тоа да ви го објаснам подетално. Значи Proof of Work, за оние кои што не знаат, нормално сето тоа го имаме објаснено, тоа е тип на консензус на работа на блокчейнот, каде што знаете и сами дека еден блокчейн практично финализира одреден број на трансакции во еден блок и истите ги запишува оној од минерите кој што ќе успее прв да ја значи да ја реши загадката, алгоритмичка загадка, и ваквото решавање на алгоритмичката загадка е наградено со Каспа токени. И потоа нормално остатокот од мрежата го верифицира ова, значи решавање на загадката, и на тој начин практично блокот е финализиран и тие трансакции се веќе запишани. Тоа е практично мајнингот, како уствари истиот се прави на одредена POW мрежа. Сега, интересното оваа ситуација е дека на самиот Каспа имаме не типикал, значи типичен блокчейн. Тука имаме блок DAG. Ова е нова, е многу интересна технологија, каде што, ако се сеќавате, ние за DAG имаме многу пати разговарано. Значи DAG самиот по себе представува Directed Acyclic Graph, кој што многу пати сме го објаснили, но еве ќе го спомнеме уште еднаш, каде што немате
така речено запишување блок по блок по блок по блок, каде што не може да започне да нов пред претходниот да заврши, туку имате една мрежа од различни блокови кои што практично најчесто, барем на стандардните DAG проекти, едните се верификатори, односно нодови за другите. Практично вие ги верифицирате следните трансакции, со тоа и на некој начин целата мрежа е многу подецентрализирана и нема потреба за пишување на блок по блок. Каде што во оваа ситуација, значи таквата DAG ситуација во која што трансакциите запишуваат, нели, на таков тип на DAG, овдека се запишуваат блокови, каде што наместо да имате еден чейн на блокови, вие имате блок DAG каде што практично блоковите се своевидно на трансакции на нормален DAG и во оваа ситуација значи имате запишување на повеќе блокови во исто време. Гледайте колку револуционерно е ова како технологија. Значи затоа и Чарлс Хоскинс и самиот Бутерин кажуваат дека на вистина станува збор за солиден софтвер кој што нормално еволуирал до конечно ова последно практично последна верзија која што сега се нарекува Каспа. Значи ова е многу интересно затоа што гледате дека разликата е во тоа што вие запишувате повеќе блокови во исто време, односно имате повеќе верифицирање во исто, тоест видите решавање на алгоритми во исто време за различни проекти кои што така речено имаат свој нели, ова е веќе блокчейнот самиот по себе како тоа го решава, за тоа ќе поразговараме малку сега моментално, затоа што оние кои што се малку полого да речем сега јас повторно, ова од лаички аспект го разбирам, ако некој од програмерите сака да се надоврзе, нормално тоа може да го направите во порака или во коментар нормално на самото видео, затоа што јас со видео мога да го објаснам во нели лаички аспект колку што јас можам од правно-економска перспектива. Значи, орфан блок, односно блок сирак, што истиот представува. Тоа е уствари блок кој што настапува и почнува да се реализира додека претходниот се уште не е целосно верификуван. Односно, верификување во оваа ситуација представува момент кога сите нодови во POW, тоест майнери во POW, ќе потврдат дека овој практично блок е навистина запишан и тогаш имаме финализација на овој блок. Значи, дури и да е трансакцијата процесирана, вие нема да ја добиете на вашиот скрин, на вашиот, да речем, екран, се додека не е верифицирана од сите майнери во оваа ситуација. Така да, ваквите блокови кои што се појавуваат, додека се уште немаме претходно верифицирање, може да предизвикаат double spend атак. Односно, со хак, вие може да направите оној, да речем, биткоин кој што сте го имале, а се уште не е верифициран во овој блок, да го искористите и во овој блок. Односно, да речем, ако имате еден биткоин и сакате да го пратите на некој кој што моментално, да речем, купува, тоест ви продава нешто, така, вие го праќате на овој, но го праќате и на уште еден човек, затоа што тоа и се нарекува double spend attack, каде што вие практично користите еден биткоин за две трансакции, затоа што имате ваков тип на закаснети блокови кои што се касно, затоа што претходните не се верифицирани. Сега, како Каспа го решава тоа? Каспа го решава тоа со, така речено, timestamp систем, каде што секој од овие блокови, затоа што замислите колку сложено е кога се запишуваат повеќе блокови во исто време, што ќе ви покажеме, имаат лайв како изгледа решавање на блоковите во Каспа системот. Каде што во живо може, гледате, значи ова е практично самиот блокчейн, ова се блоковите кои што во живо се запишуваат, гледате. И нивното верифицирање како продолжува како DAG. Значи ова во живо моментално гледаме како Каспа функционира. Каде што наместо стандарден блокчейн кој што ова би било блокчейн, гледате како интересно го прават ова. Сега, овој timestamp практично кој што се обидува да ги превенира овие сирак блокови, така речено, доколку се случи да некој направи double spend attack, вие во исто време, значи, ќе добиете, така речено, да речем во трансакцијата дека два пати сте добиле биткоин, така, а требало да добиете еден, но ваквите таймстемпови, ако утврдат дека некој направил double spend attack, во ист момент ќе ви биде и одземен назад биткоинот кој што не би требало да го поседуваат. Така да во оваа ситуација на тој начин они го елиминирале тој проблем кој што може да настапи со double spend attack, што е доста интересно. И интересна работа е тоа што за разлика од стандардните блокчейни и тагови, значи Каспа е во блокови во секунда. Значи сите, да речем, во оваа ситуација стандардни блокчейни би биле, не знам, 1000 трансакции во секунда, во Каспа се рачуна тоа во блокови. Значи колку блокови во секунда запишува самиот блокчейн на Каспа. А можеме да видиме че ова е лайв со бројот на блоковите и се буквално, значи многу интересно направено, морам да признаам. Иначе гледайте,
kgi.kaspad.net за да може во живо да гледате како се запишуваат транзакциите на Каспа блокчейн. Сега, кога веќе тој да го објаснивме, а тоа е нели самиот консензус и како што функционира, сакам и да го споделам ова со вас, а ова е твит од 26 јуни од еден од девелоперите кој што е да речам на самиот проект, овој Шаи, кој што вели дека значи кога го правеле сето тоа, 10 блокови во секунда успеале да постигнат, што е отприлика негде околу 2000 трансакции во секунда, а ова е самиот извадок за блоковите кои што се запишани, за да може да се види дека во исто време се запишуваат по 10 блокови. Значи, погледнете и сами, многу интересно како тоа изгледа. Идејата е во тоа што значи на овој начин практично они целосно го решиле проблемот со scalability на блокчейн и со така речено она брзина која што не може да ја постигне за разлика од еден стандарден POW. Исто во ова видео можеме да погледнеме значи разликата помеѓу трансакција на Visa, тоест извинете Mastercard и трансакција на Каспа во однос со финализацијата. Значи, нели, едно е кога го гледаме запишувањето на блоковите, но финализацијата на овие блокови некогаш е многу покасно од нивното запишување. Како што кажам, додека треба самата мрежа да ги верификува, така. Сега, овдека можеме да погледнеме како изгледа една трансакција на Mastercard и како изгледа една трансакција на Каспа и колку време е потребно за целосна финализација. Погледнете. Значи, ова е процесирањето, се случува, 7, 8, 9, чува се секундите, колку моментално секунди се потребни за средствата да бидат преместени. Така, 12,99. Погледнете овдека сега, нели? Нормално не започнува, се додека не почна да ги праќа, така. Значи, откако ќе го направи тоа, пратено, сега чекаме да видиме кога ќе пристигне. Значи, тука треба да пристигне, погледнете. Значи, 12-13 секунди овдека ни се потребни за Mastercard, а овдека ни се 7,7. Значи тоа е така речено па скоро дупло помалку од Mastercard а Mastercard е моментално и Visa најбрзо процесирање на трансакции во светот во однос на нели стандардна технологија која што не е криптотехнологија. И овдека во однос на брзината и во однос на карактеристиките кои што Каспа ги поседува, можеме да го споредиме со други POW блокчейни, каде што се земени добро, Solana е POS, но Cadena е POW, Bitcoin, Ethereum овдека е земен како POW за споредба нормално. Значи Instant Transaction Settlement, повторно. Значи не е instant, ја не знам зашто го ставиле овдека, кога и сами видовме дека потребни се околу 7 секунди за Transaction Settlement, значи да биде finality, така. Proof of Work, значи овдека, добро, Ethereum гледаш не го ставиле како и да е, но пак е 12 секунди, нема никаква голема разлика. Една секунда се запишува блок, со како што кажаме се запишуваат повеќе блокови во исто време, нешто што никој го нема освен Каспа до сега, барем колку што јас сум видел. Bitcoins BFT Security Threshold, значи ова е практично оној напад кој што може да се направи на 50+%, ако ги имате повеќе од 50% од майнерите, кој што не би успеал на Каспа. Значи гледаме дека нели Bitcoin го поседува, но никој друг нормално. Stateless money, добро, овдека идејата е дека практично со таквата брзина може да биде користен како пари. Сега stateless, во оваа ситуација има тим позади него, така да не знам дали може да биде наречен директно stateless, но POW секогаш е подобро од POS во однос на нападот кој што може да биде направен врз одреден блокчейн од страна на држава или орган. Така да тоа е подобро затоа што едноставно POS многу полесно може со оглед на фактот дека ако ја оборите фондацијата на одреден проект, голема веројатност дека проектот на вистина ќе настрада. Solve the trilemma сега, дали тоа точно е како е, ќе останува да видиме, затоа што за да може да докаже дека на вистина решил трилемата на scalability, speed и security, треба да видиме scalability. Океј, speed очигледно има, security останува да видиме, значи проектот е доста млад, значи станува збор за проект кој што е оприлика година и пол стар, така да мораме да видиме како понатаму ќе се покаже да биде нели сигурен. Сега очигледно никој не успеа да го обори. И scalability нормално мораме да видиме како ќе изгледа кога конечно ќе достигнат scalability, кога ќе успеат. Сега тоа е многу интересно. Значи следниот дел од роудмапот е работа на смарт контракти. Значи тоа е уште поинтересна работа за Каспа, која што се обидува во текот на оваа година до крајот да успее да добие и смарт контракт capability, што на вистина ќе ја даде посебно место во овој bull market. Ова е интересна работа исто, fair launch, но pre-mine ICO. Значи, само Bitcoin и Каспа од овие 5
не се дадени на луѓе кои што инвестирале, на VCs, на тимот, значи сите се буквално, значи како што и самиот биткоин. На почетокот се почнува со мајнинг и луѓето почнуваат да си копаат, значи нема никаков застој, така речено, во она што, да речеме, имате vesting schedule и слично, че многу интересно го решиле тоа. И овдека само да напоменам дека Solana е многу брза кога работи, и имате working hours, да знаете отприлика кога е отворена, кога е затворена. Најчесто сабота и недела имаат пад на системот, значи имаат пад на блокчейнот. Интересно е ово пратеро од него, браво, јас се сложувам комплетно. Сега, иста интересна работа е тоа што минимум require, значи минималната потреба за да бидете майнер на Каспа е доста мала. Значи да бидеме реални, 8 гига RAM со 100 гига меморија, значи и 7 core процесор, значи 4 core процесор, ова не е страшно воопште, со тоа што малку по, да речем, дупло од ова ви бара, така речено, доколку имате потреба да рекомендат, значи да ви биде она најдобро што може, така речено, или она што го предлага самиот тим. Сега, ова е, значи исто и ова ќе биде во дескрипција на самото видео од F2 Pool, каде што детално ви објаснуваат како да направите, ако веќе сакате да мајнате Каспа, како да направите мајнер и како да го поврзете на F2 Pool, значи тоа е нели соодветен пул на мајнери кој што така речено ја дели наградата помеѓу нив. Сега не забравяйте дека ова може да биде направено на други пулови, јас ова е само како практично водич за да ви покаже како се сетира самиот компјутер кој што сакате да го користите за мајнинг. Нормално дали ќе користите овој пул или не, тоа е на вас, јас немам никакво поврзано со нив, но е еден од оние примери кај што можам да ви покажам како тоа се прави. Сега да видиме што сме направиле досега. Значи досега објаснивме во однос на тоа дали има конкуренција, објаснивме за тоа дали има реални апликации кои што може да го заменат, значи гледате, Visa и Mastercard очигледно не може да го заменат, значи е подобар. Roadmap, значи во однос на roadmap, најбитната работа која што успеавме досега да најдеме е тоа дека во втората, па потоа да речем дури како што може да е третата, со оглед на фактот дека втората четвртина заврши, значи се најавува дека конечно ќе успеат да направат и значи се уште немаат smart contract capabilities, значи за да може да направат така речено свој екосистем, но тоа е една од главните работи кои што сакаат да ги развијат, со тоа што моментално работат на Rust, значи Rust користат како програмски јазик, работат на негова надграбба за да може истиот да биде компатабилен за понатамошна надграбба до смарт контракти. Тоа е во однос на roadmap-от, друго искрено не успеав да најдам. Нормално од она што ми го прати, можеби сум промашил нешто, така да ќе ми извини нашиот контрибутор Филип Чолаковски, но нели, ќе надградиме ако треба понатаму, не е проблем. Сега, овој дел на вистина јас би сакал да го напоменам доста интересен во однос на техничката анализа, дека никогаш не се купува во памп, ама никогаш. Значи сега ќе преминеме на техничка анализа, каде што ќе поразговараме за овој масивен памп кој што го имаше самиот CAS токен во последните неколку недели. Значи како што можеме да видиме на неделно ниво има логика да направиме анализа, затоа што на месечно ниво има само мал период кој што може да го анализираме и едноставно нема логика истиот да биде анализиран. Че гледаме дека званично ова е единствениот чат кој што успеав да го најдам од октомври 2022 година, каде што можеме да видиме дека ако ја погледнеме оваа последна, така речено, корекција, истата се вратила до 78,6% од Фибоначи секвенцата, а ова е практично, како што можеме да видиме и сами, почетокот на 2023 година, тоа е дното кое што го постигнавме на криптопазарите, и гледаме дека во ваквиот бул нагоре имаме една свеќе која што е противен правец на останатите, која што овдека така речено ни е поддршка на цената на CAS, а тоа како што можеме да видиме точно се поклопува со ова 0,786 корекција на CAS надолу, значи директно е во ова поле каде што имаме поддршка. Со тоа што ова бело поле кое што го гледате, уствари првата црвена свеќе која што ја добивме на месечно ниво, сега не мора да враќаме. Нели, тоа е главната поддршка која што очекувам да биде постигната во случај на Black Swan евент. Сега, за сега, како што можам да видам, значи самото движење на Каспа е во овој канал нагоре и моментално од практично, па можам да кажам во моментот кога ми рекоа да го обработам овој проект, негде околу мај-јуни, значи до моменталниот датум имаме енормен напредок од 200 и само да видиме, 300%. Нешто слично на XDC кој што успеавме да го фатиме во целост, но како и да е, интересно оваа ситуација е тоа што никогаш не се купува на памп. Не знам за вас, јас не планирам да купам додека не видам солидна корекција на овој коин.
Затоа што ако добијам солидна корекција на овој коин, барем до долната граница на овој канал, можам да разговарам за солидно купување после, нели, ваквиот памп. Затоа што овој памп, како што можеме да видиме, веќе трае, значи имаме 300% профит. Не заборавајте дека сите оние луѓе кои што купиле негде во оваа корекција, сигурно ќе сакаат да земат дел од тој профит, што значи дека голема веројатност дека ќе ја бутнат цената на корекција. Така да не знам за вас, јас на памп не купувам, јас чекам солидна корекција пред тоа да го направам. Со тоа што ако го земеме последниот потек за нагоре, гледаме дека првата мета исто така се совпаѓа со оваа горна граница на каналот, што е негде околу практично 0,06 центи, а сега моментално е 4 центи, што значи дека во оваа ситуација уште 50% нагоре, да речем, би имал потенцијална добивка, ако нели понатаму продолжи да пумпа самиот проект, но пак ќе напоменам, значи нема да бркаме памп, гледаме дека е веќе надвор од самиот Bollinger Band и време е за корекција со оглед на фактот дека и самиот, може да погледнете овдека, значи RSI е над 70, сток RSI е веќе на колку е ова 90, значи имаме солидни високи индикатори кои што ни покажуваат дека е време за корекција, макар и да имаме уште нагорно движење, нема логика, јас барем не знам за вас, јас не брзам, значи имаме време до следниот bull market. Ова сигурно ќе се најави во нашето портфолио, можам да ви кажам веднаш, само ќе чекам на корекција и нормално треба да најдам и соодветни берзи кои што го има. Значи сега овдека за да погледнеме во однос на тоа каде може да го најдеме, иако нели Филип ми прати, искрено сега не може да најдам пораката. Денеска е долг ден, искрено да ви кажам, но како може наједноставно да најдете, значи кога ќе отворите на CoinGecko профилот на самиот проект, ако скролнете надолу ќе ви каже каде на кои моментално менувачици може да го најдете. Значи е Gate.io, KuCoin, BitGet, BingX, MaxK. Значи јас на ниједна од овие немам искрено, но ќе гледам да направам некој swap. Чекам да видам дали има и некои други случајно. Че ова е за USDT. Само да видам дали има некој од овие што ги имам, немам ниједна. Како и да е, ќе направам или swap или пак ќе направам акаунт на KuCoin ако веќе треба да се купи во тоа време. Значи во ред на вистина овој проект гледам дека се повеќе и повеќе е популарен и гледам дека на вистина уште од самиот почеток, значи кога вие имате Чарлс Хоскинс и Бутелин зборуваат за вредноста на самиот протокол кој што очигледно бил искористен дури и во Етериум, значи тоа многу зборува за самиот проект. Сега ќе се вратиме на токеномијата, само да погледнеме уште некои интересни работи пред да разговараме за тоа. Значи моментално имаме две вести кои што успеав да ги најдам, значи проектот е навистина многу млад и нема вести за него. Така да ова беа така речено единствените вести кои што ми ги достави самиот Филип. Значи Kaspa Community Browser Wallet Crowdfund, каде што самиот комјунити се обидува да собере 500k кас, че ова е во живо, може да погледнете, само 16,8 се собрани, а ова е започнато на 22 јули. Значи почнато е пред само отприлика околу недела и пол. И моментално значи се обидуваат да направат Browser Extension Wallet, како што е MetaMask, со тоа што овдека се запишани детално значи што планираат да има во него. Станува збор за браузер extension, каде што може да ја најдете значи и crowdfund wallet адресата, каде што ако нели сте заинтересирани може да пратите Kaspa со цел така речено да ги платите девелоперите да го развијат овој browser extension, тоа е доста интересно. И исто така гледаме дека постоел и crowdfund за кампања за да биде доставен практично значи кампањава е уствари да се дигне awareness и да се на некој начин натера некоја од овие Tier 1 exchange како што се Coinbase, не знам, Binance, Kraken и останатите да направат листинг на Kaspa, затоа што на вистина гледаме дека е интересен проект, има барем според мене има интересен потенцијал. Со тоа што како што можев да видам, значи истиот е завршен на 2 август, овдека можам да видам, а не, да, ствари да. Да, за жал е отворен само до 2 август, но јас $30,000 се обидувале да соберат, но јас мислам дека не се успешни со оглед на фактот дека не видов нигде некоја вест за тоа, че барав не можев да најдам на вистина. Значи мислам дека не се успешни во оваа кампања, но е доста интересно тоа што самата заедница се обидува да направи нешто. Сега ова е доста интересен момент каде што самиот Kaspa води сметка за неговите основни параметри live. Значи колку моментално има, сега ќе се вратиме на supply-от, сега ќе разговараме за тоа нормално. Значи гледаме дека transactions per second варира негде од 1,5 до 2, значи гледај 3,3, но средната вредност е негде околу 1,5 до 2, 2000, ова е К. Да, мислам дека е К, како што да бидем реален. Мислам дека ова е во јадници. Не сум сигурен. Може би ќе ми потврдите, јас не сум сигурен за ова, затоа што како што можев да видам,
овдека според самиот пост на Twitter, кој што го имавме од еден од девелоперите, самиот каже дека во реална брзина достигнува до 2000 трансакции во секунда, со тоа што запишува повеќе блокови во исто време, па затоа и станува збор ево 2000, така да јас за тоа верувам дека ова што моментално го гледам овдека, нормално ќе ми потврди ако сум грешка, значи ова што го гледам овдека е уствари 2,6 трансакции во секунда. Со тоа што или блокови во секунда, значи 0,2, ова пак верувам дека се 2 блока, не 0,2, не може 0,2 да запиши, че ова се 4 блокови. Како и да е. Значи моментално сега ова е интересно што треба да го забележиме. Значи има 68,87 од вкупниот капацитет на Каспа. Како што можеме да забележиме во оваа ситуација, значи имаме практично 68,87 измајнати коини од вкупната количина, која што можеме да забележиме овдека, тоа е 28,7 практично билиони токени, да, со тоа што моментално се до 19,9. Значи останати се негде околу практично 8,7 билиони отприлика токени за мајнање. Сега, како интересно го направиле тоа? Значи, они практично успеале да направат, за разлика од биткоин, кој што има, да речем, многу суров механизам на преполовување на наградата, значи Каспа има месечно преполовување на наградата. Значи, гледаме дека на ниво на месец, на ниво на месец. На ниво на месец се преполовува наградата постепено. Така да во оваа ситуација, значи ако погледнеме одма ќе знаеме каде се ногаме, во однос на тоа каква е самата награда според значи 185. Е следната награда 185 кас за еден блок. Со тоа што ако погледнеме овој распоред, кога ќе го најдеме 185, можеме да видиме дека еве 8-7 сега моментално е практично 3-7, значи нели овие преостанати денови 184 кас по блок. Со тоа што ова е практично 22-тиот месец од постоење на самиот проект. Че гледаме дека од почеток го биле 500 и сега моментално до 2000 и можеме да видиме 29-та, значи гледате има како и биткоин поставен претходно познат циклус на тоа како наградата ќе се намалува, значи за разлика од халвинг системот, овдека на месечно ниво се намалува наградата и целокупната количина на токени во 2037 година ќе биде конечно завршена, со тоа гледате колку е намалена овдека наградата, значи буквално како биткоин, само со многу по-интересен, многу по-лесен за следење халвинг циклус на месечно ниво. И да, ова е значи практично тоа што сега моментално го објаснувавме, и сега да видиме што друго е. Хешрейтот исто така. Значи хешрейтот, како што се сеќавате, буквално кога гледаме биткоин, знаете и сами дека колку повеќе мајнери има, толку повеќе хешрейтот се зголемува. Гледаме дека хешрейтот, значи во текот на 2023 година што од април па до практично еве сега можеме да видиме до јули почетокот, значи она ако се сеќавате кога објавивме вест дека многу, значи има многу купено мајнери за Каспа блокчейн. Че ова е тој момент каде што од ваквото купување на мајнери гледаме дека големи играчи влегуваат на пазарот и имаме значи од ова 1 PH само да видам, ова е 1 PH кроз секунда, се не знам точно ова е единица за хешрейт очигледно, се зголемува на 3,5. Значи тоа е 3,5 пати се зголемила практично бројот на мајнери и нели активноста на мрежата во однос на мајнерите. Така да тоа е битна работа што ни покажува дека веќе има голем интерес во однос на самиот проект на POW, значи во однос на мајнери нормално. И овдека е интересно споредбено чартот на Ethereum, ADA и CAS во однос на претходните бул маркети. Со тоа што ако ги поставиме еден врз друг, можеме да видиме дека CAS буквално ги следи во копија и дека моментално сме буквално пред следниот бул маркет на CAS. Нормално не значи тоа дека веднаш ќе трнеме сега нагоре кон all time highs, но тоа е една интересна работа која што мораме да ја напоменеме. Каспа Explorer, значи како и секој нели блокчейн, и Каспа има свој Explorer каде што може да ги најдете сите трансакции, со тоа што дека имате исто така лайв, значи колку буквално ова се стандардни во живо практично апдейтирани податоци за самиот блокчейн. И да видиме што друго ни останува. Сега во однос на децентрализација да ќе поразговараме малку за крај, само да видиме дали нешто сме промашили. Значи партнерства искрено не успеав да најдам нешто посебно околу тоа, затоа што за жал нема вести, значи многу е нов проектот. Поврзано со кривични или судски случаи, нема такво нешто сега за сега, значи, а плюс оглед на фактот дека POW може
да биде и на некој начин заштитен во оваа ситуација. Значи, како што кажаме, не купуваме на памп. Тип на блокчейн објаснивме во детали се околу тоа, залиха објаснивме исто така уште. Значи, то многу интересна работа и многу добро е тоа што нема pre-mine, нема vesting schedule, значи се си е како биткоин, кој мајна тој добива крај на муаветот. Колку залихата е веќе на пазарот, значи тоа го разговаравме, нема уште, значи ако споредбено од целата ситуација, можеме да видиме дека оприлика нешто околу, така речено, помалку 30% од заликата е преостаната, што значи дека понатаму ќе имаме supply shock, колку помалку, нормално толку повеќе цената ќе расте и гледаме дека маркет капот, значи на вистина порасна драматично, значи драматично порасна маркет капот во последните неколку недели. Истиот се качи од 120 на 600, моментално е 48 место на значи на Coinbase. Се извинувам, на CoinGecko. Сега само да видам нешто случајно пропуштам. Момент. Да, и овде како го има, практично од тука го најдов на Kaspa.org, че од тука го најдов овој блог, да, практично да може да гледате како во живо ги запишуваат транзакциите. Тоа го направивме, значи оприлика имаме идеја и за техничката анализа и ни останува уште децентрализацијата во однос на топ 100 коин. Сега интересно е тоа што го има истиот тој систем, како што го има и биткоин, во однос на тоа колку голема практично количина од Kaspa токените поседуваат одредени играчи, тоа што гледаме Aquaman. Значи Humpback и Whale се уствари оние големи китови кои што имаат голем број од supply-от, така речено, од Kaspa, како што истото и со биткоин. Aquaman, ова е прв пат го гледам. Значи 1 билион до 10 билиони токени, тоа е еден. Гледаме овие Humpback, најголемите китови има 8 со 100 милиона до 1 билион, од 10 до 100 милиони имаме 198 и нагоре гледаме дека нели постепено се намалува така речено количината, а се зголемува бројот на оние кои што ги држат. Со тоа што ако погледнеме, значи ова е тој Aquaman кој што поседува повеќе од 1 билион Kaspa токени, но тоа е 5,1% од вкупната количина и ова не е фондација, ова е некој приватен кој што си копа, очигледно, така да овој навистина има момент да направи проблем. Значи овој е први, да речам, 4 wallet-и се навистина големи и може да направи проблем, ајде ќе кажам 3, првиот највеќе нормално, но повторно станува збор за еден човек. Значи и тоа е многу добро што најчесто топ 100, ако сте виделе, значи на другите проекти, држат и до 80% од supply. Овдека топ 100 држат само 36, да бидеме реални. Значи и топ 1000 држат 61, а во другите стандардни проекти имаме топ 100 кои што држат и повеќе од 80% и пак ги купуваме. Така да децентрализацијата на овој проект е неверојатна. Значи многу ми се допаѓа. 271.000 до сега имаме адреси, значи нови wallet-и. И ова е споредбено со други POW проекти, како Ethereum Classic, сега ERG, не знам кој е овој, Raven, ова е Raven Coin, каде што погледнете. Значи, топ 100 адреси држат 80% од коините. Топ 100 адреси на Ethereum Classic 74, затоа ви кажувам Ethereum Classic не сакам ни да го спомнам, а не да го анализирам. И не знам кој е во ERG искрено, значи 59% од во топ 100, додека на вистина топ 100 држи само 36, и можеме тоа да го видиме, значи 36 на вистина топ 100. И ова е блокчейн, че ова не може да биде излажено, може да го проверите во секое време. Не јас, вие може. И ова е видео кое што Kaspa тимот го има направено, би сакал да го споделиме за крај. Доста интересно. Так очигледно, значи погледнува так технологија. Ова е пик, кој што очигледно е во bear market. И историјата на крипто, гледаме Terra Luna, Cardano и Bitcoin во историјата очигледно и моментално добро, тимот се потребува, мораме да напоменеме. Морам да кажам стварно, наистина еден од најинтересните проекти кои што сега сме ги виделе. Морам да напоменам дека навистина секоја чест на Филип, ти благодарам за материјалот. Значи стварно, кога веќе го разгледав и во длабински го истражив овој проект, морам да кажам дека барем во мал дел ќе се најде во нашето портфолио, но пак ќе кажам, значи не можам да ви кажам што да правите, ви кажам што ние правиме, значи ова не е финансиски совет.
само во моментот кога ќе добиеме солидна корекција, дури и да не ја добиеме, јас не се брзам, значи ако треба и нека направи уште 50-100% нагоре, дури од кога ќе добием корекција ќе купам, затоа што ја нема логика да бркам пампови кога се наоѓаме во bear market, не сме во bull, така да немам ни причина за брзање, но на вистина морам да кажам стварно добар проект и ваквиот скок од 120 на 40 место по market cap е сосема оправдан и пак ќе кажам ќе продолжиме да го следиме и понатаму, е доста нов. Ова се претпоставуваме оние нови шампиони кои што ќе се појават во следниот bull market. Како и да е, планираме мала алокација на овој проект, па макар и да нешто случајно не успее, во секој случај, нели, немаме што да изгубиме, имаме доста вложено во солидни проекти, да најдеме вакви джемови е добра работа, иако е доста рано за следен bull market, сепак че ова е проект кој што навистина ми се допаѓа. Ви благодарам како и секогаш, нормално следете го каналот и понатаму и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Геймиџи.